Што толку си се задумал нешто? Што гајле имаш, а? Ја кажи ми, табелки ми, јас ке ти го одминам гајлето. Аф, Маркерко, аф, Мардушко. Да ја го ти кажам, шо фајде има? Виж какво фајде од кажувањето. Чунки, ова работа е машка работа, не е за керка, не е женска работа. Ова работа е за син. Ова работа е царска и многу тешка. Ама ако ти мене кажи ми, тако не е за мене. Може би ке можам со совет да ти помогнам, а? Ајде, те преколнувам да ми кажеш. Ајде. Е, добро де, лели ме преколнуваш, ќе ти кажам. Ајде. Еве зошто сум толку гајлелија. Писмо ми дојде од еден цар. Вели, ја ли да му дам парче, дел од моево царство, од мојава земја, ја ли да се ватам со него на војна, на дженг. Ете, тоа ми е маката, Маркерко. Бре, зар за тоа било гајлето? Јас мислев дека гајлето било за мене, за кого ќе ме мажеш и каде, а тој берел гајле за војни и за дженгој. А, Маркерко, какво мажење, што зборваш? Али си свесна, али не си свесна? Лели гледаш, оти читам писмо од тој цар, кај што ме вика на дженг, а ти за мажење. Јас мислев дека со писмото некој цар за сина му ме бара, а ти? Ти си сакал војна да водиш со него, а? Ете ти. Мардушко, оту така зборваш? Море, за тебе треба еден ќотек, еден златен ќотек. И ете ти војна. Каков ќотек, моли? Каков ќотек? Што зборваш, каков ќотек? Каков ќотек? Убав ќотек, еве ваков. Сега ќе видиш каков. Зар имало убав ќотек и не убав ќотек? Што зборваш ти? Еве, И ако си стар, умот да си го собереш и да мислиш за моето мажење. Разбра? Ете така да знаеш. Бре, Боже Господи, на каква мака сум. Ете, и керката ми удри еден бој, ми даде еден дженг. А овој цар ми пратил писмо, сака војна со мене да води. Затоа тој мене ми бара парче од моето царство. Оти ме знае дека сум плашлив. Ете затоа. Тимар, што сакаш? Ништо не сакам и ништо не барам. Ете, дојдов да те видам, татко. Убаво. Ама те гледам дека си на голема мака. И ќе ми кажеш што мака имаш. Што ако ти кажам, што фајде ќе имам од тоа, а? Може би не можам да ти помогнам, ама пак зошто не имаш ако не можеш да споделиш маката со нас, бе, татко? Ете, гледам едно писмо имаш тука во раката. Ете го. Од него ли си толку уилен? Да. Или да не ти е писмото, може би од некој цар? Да, бара еве некоја невеста од нас, па да не знаеш која да дадеш. Да беше тоа, мало гајле ќе беше. Туку маката е поголема. Писмото на вистина е од цар, ама оваа работа е машка работа, не е женска работа, ова е за син и многу тешка работа е. Царов ми пишува овој, бара дел од моево царство, дел од земјата да му дадам, јали во дженг, во војна да се ватам со него. Ау, каква мака! Малечко? Па тоа ти е маката тебе? Да. Ти треба да мислиш мене да ме мажиш, бе. Да ми најдеш цар во некој царство, да ме омажиш за некој принц, а не тука да ми кажуваш ти тука за војни и биења. Ама така пишува, бара дел од нашата земја, од моето царство да му дам.
Абе, ако сакаш ти дај му 2 дела, 3, 5, 10, мене мора да ми најдеш ти маш да ме омажеш, ме разбираш, иначе ќе те здробам тука. Како ќе ме стробиш? Ќе те здробам. Како бр ќе ме За стробиш? тебе само златен кјоте, како си толку стар? Види Ја се. да ти кажам. Ја да ти кажам тебе. Што? Зер постои златен ќотек и не златен ќотек? Уште збориш, така? Така не? Уште збориш, а? Е! Не можеш да ме... Не можеш да ме... омажеш. Што правиш бр? Што направи бр? Туку никој не ми е крив, кога сам сум ги разгалил уште од малечкички. Да ќе ме тепаат. Требало друга ука да им давам. Сам сум си крив. Туку, ајде, не е тоа големо гајле. Татко, сака сладко облаго да ти донесам? Милуваш да каснеш, нели? Милувам, оти да не милувам. Ама, ко што сум сега поарно, отрувачка да ми донесеш. Леле, татко, оти толку жалоито зборуваш? Да не ти е здодеано од мене, а? Пак ти па... Или друга мака си имаш, татко? Имам друга мака. Ајде кажи, ако можам да ти помогам. Мркерко, што тешка рака имаш, малечка си, ама ко железо маваш. Слушај, ќе ми ти кажам, ова е работата на голема мака сум. Писмо, ми пратил царов, што е полека да не го искинеш, што е до нашето царство, така е да меѓа што се вели, што не дели, сака дел од нашето царство, од мојата земја да му дам, јали во дженк со него да влезам, во бој, војна да ватам, да за тоа сум ти така тажен, а и на сета мака згора, сестрите твои дојдоа, тако ме подбра, 300 чуда направија, сакале да се мажат, таа бара принц, таа бара цар, не знам што да им прават, 300 чуда ми И знам, направија. татко, јас нивните чуда. Со нив ќе се разберам лесно. Туку, слушни ме сега мене. Добро. Прати му писмо на тој цар и речи му дека парче педа од нашата земја не му даваме. Јасно? Чекај, Борикерко, како да му пишам писмо? Тој сака со мене да се бие, а јас многу се страшам од биење. Додека сум ти јас жива и здрава, татко, ти ич не бери гајле. Прати му писмо. Мене ќе ми донесеш една машка облека. Ќе ми го дадеш на јарниот конј. И ќе видиш што керка имаш. А тој цар ќе види каков јунак сум јас. Разбра? Чекај, мори, Керко, зер ти сакаш да ја водиш нашата војска во војна, во дженк? Сакам, татко. Нели од малечка сум таква, а? Знаеш дека од ништо не се плашам. Таква беше уште од Таква? малечка. А сега одам да си ги подготвам работите. Ти ич не бери гајле. Само додека ја завршам ја мојава работа, бара и мажи на сестрите ми. Разбра? А за другото, јас ќе се погрижам. Ајде. Мори, ако разбере светот дека е женско, ќе ми се смеат. Епа, јас не сум виновен што немам син. Повели, честити царе, заповедај.
Што да заповедам, бре? Па, да јадеш, да пиеш, да спиеш, да... Не ми се јаде, не ми се пие, не ми се спие. Заповедај нешто. Што да заповедам, бре? На голема мака сум, што да заповедам? Слушај, глас си го дојде ли? Не, честити царе, еве, чекам на порта да дојде. Добро, бре, само кога чекаш на порта, што бараш тука, бре? Само да дојде и веднаш ќе го пратам тука да дојде кај тебе. Ајде, ситр на порта да го чекаш и веднаш да дојдеш да ми Ама кажеш. ме викнате честити царе. Ајде, оди на порта, бре. Ајде, знам, ајде. Што керата си? Татко, Што е, бре? да ти кажам што. Што е? Тој што мине да ми... Кој сака, бре? Што е? Не сакам избор сака да ме бре. Бре, голема мака сум, оставите ме. Што е? Има еден принц од едно царство, сака да... Како бе, принц, како царство? Чекај. Сака мене да ме земе, бе. Какво мажење, бре, какво земање? Знаете, ако станам сега на оваа голема мака, ниту ми е до мажење, ниту до женење. Ако земам по една, две, три, четири, пет да ви удрам, ќе видите што е тоа мажење. Отидете го од тука, бре, на мака голема сум. Чекај. Устата ми се суши од трчање. Ќе одам да се напијам тро вода, а ти кажи му на царот дека веднаш ќе дојдам. Ајде. Ќе му кажам. Што е, бре? Дојде, честити царе. Само малку да се напие вода. Вода да се напие. Ајде, ама Ќе дојде. нека пие побрзо и нека доаѓа. Ајде. Ајде, не можам да чекам поќе. Кажувај. Полека. Не, ајде, појде, побрзо кажи ми, ајде. Не, полека, да можам убаво да те разберам. Падите побрзо, кажувај. Не можам да чекам. Ама чести царе, па ја цело време се обидувам да ти кажам, ти не ме оставаш. Добро, ајде, почнувај. Полека. Полека. Побрзо, бре. Не можам да чекам, ајде. Почна битката, честити царе. Почна битката и двете војски почна да се бијат силно. Многу се страшам од дженгу и од војни, и ако е нешто страшно, немој да ми кажуваш се, да не се престрашам од такви работи. И почна нашата војска, честити царе, се исплаши и почна да се повлекува, мислам, доди на Задгазум. Како бре, на Задгазум? На Задгазум. На Задгазум да оди, ај? И тогаш, цареата черка, мислам, твојата черка, честити царе, го извади мечот, го разигра конјот и кога почна на сите страни да сече, да коле, да мава, абе по снопица фати да прави од душманската војска. Кога виде нашата војска, што пре черката твоја, честити царе, се изјуначи и таа почна да мава, да сече на сите страни, абе пуздерја направија душманската војска и таа фати да бега, Фитфиделија фати. Колку е убаво. А керка ми, а? Таа ги собра царот и неговиот син и се договорија да кладат мир, чести царе, и се да биде како што си било досега. Разбираш ли? Еве кај да се, само што не пристигнале. Разбираш ли? Ке ги доведе тука и да го потпишат договореното, честити царе. Така. И рече, овде ќе ги доведе, а? Море, да не се многу страшни, а? Абе страшно. Абе, ке ги доведе, честити цареве. И рече дека нема да ги пушти се дојка не потпишат. Абе, ти знаеш каква е таа? Абе, кој ќе речи не откажува. Абе, ќе ги доведе и нема да ги пушти. Ама само треба да потпишеш и ти и тој. Па ли е така, тогаш јас ќе направам вака. Повели, честити царе. Слушај, оди да заповедаш да се сготват најубави јадења, царски, како за цар, за да видат како се јаде тука. Ако е душман, Ако е душман, се ти царе. Хајде, оди, кажи. Веднаш, честити царе. Така, хајде. А ти, Шо? ќе одиш и ти, ако можеш ова.
секој миг ќе дојда честица. миг Еве ги ќе чекам, дојде. само што не Ама многу се страшам. Шо? Стигна, честити царе. Дојда! Еве, дојде јунакот наш. Јас се годам да ти ги донесам. Тоа ми беше зборов. Хајде. Идат! Ха! Идат! Доаѓа честити сидата. Здраво живо, татко. Да си ми живо и здраво, чедо моје. Повелете. Здраво живо, царе! Здраво живо, царе. Здраво живо, принцу. Здраво живо, царе. Седнете. Седнете. Сповај. Седни и ти, татко. Ај, овој бил смешни цар. А јас толкова многу се плашев, мислев дека си страшен, а тој не бил страшен. Еј, да ви кажам, заповедав да се сготват најубави царски јадења. За јадењата, татко, подоцна. Сега да ја завршиме работава за која што дојдовме. Така. Јас од кажаното не бегам. Значи, што е кажано, кажано е. Така е. Така е. Така ли е? Така е, така е. Седи. Седи. Сега. Значи, треба и нешто да си подпишеме, нели така? Така ли е? Така. Така е? Ама јас не сакам да биде подпишано од татко ти, туку од тебе. Не, јас уште сум на престолот. Не. Честити царе. Не. Сада, така. Царот да подпише и другиот цар да подпише. За да биде полноважна работата. Така. Хајде. Видува? Бидува? Бидува? Видува. Видува? Седи. Нека донесат книга, мастило и перо. Да се донесе перо, мастило и книга. Ти реков, јас сум постара и јас прва ќе се мажам. Па што ако си постара? Како Што што мене ако? повеќе ме сака од тебе? Види, ти Ми кажа дека сум уште побава од тебе. Леле, колку лажеш, Еди, колку лажеш, лажеш. Не може, јас прва ќе се мажам. Точка, така да знаеш. Пак зборува за мажачка. Да бе, јас сум и досега по 3 пати ќе се маже. А за кого да се маже? За принцот? Нему е ни до мажачка, ни до женачка. Ја изгуби војната. А тие пак. Да ви кажам, Бадијела си сплаши нашиот цар од онега. Да го видите каков е, леле, едно мало. Кускуле. Ич не го личи за царе, ама ич. Ама и парче земја бараше. Парче земја барал тој. Му реков да не се бои. Не му се веруваше, ич не му се веруваше дека сме ја добиле битката. Како му расправ за тебе, ако си го извадила мечот, ако го разигра конјот, туку радост го фати. Па му реков дека ќе ги донесеш тука двајцата, ич не му се верува. И јас му ветив дека нема да дадам ниту едно парче од нашата земја. Така. И останав на тоа. Да, и дури она што рече да се подпише, да се кладе мир и да си биде секако што си беше. Реков и го сторив. Што има? Доаѓаат царевите. А принцот? И принцот. Добро, ајде, чекај таму. Абе, кај ни се пано да бидеме гавази на олкав цар, бе, да не беше тој малиот. Ќе ја тераме некако.
Епа, ајде, царе, поели, заповедај да касниш, што ти сака душа. Има од се по нешто. Ај, да се подприме. Сполај ти. Шоа, дури не речи царо за сите, нема јадење. Аха, јако де, ајде, заповедајте, повелете, ајде. Сполај ти, царе, кај мене која ќе дојдиш, јас за тебе еден волки испечам. Сполај ти, царе, многу убаво јадење. Многу. Многу, Епа, иако сум поразен во битката, јас имам една желба и се надевам дека ќе ми ја исполните. Кажи, принцу, што сакаш? Ако можеме, ќе ти ја исполниме желбата. Епа, сакам со твојот син, ако може да се прошетам по околинава, да го видам царството, нели? Да видам заошто сум се тепал, чинело или не. Епа, за тоа не решавам јас. Нека каже, ако сака, може да те прошета. Сега сме пријатели и со пријателите прошетката секогаш е убава. Може и ние да дојдеме? И ние сакаме да дојдеме. Па јас би сакал ако може само ние двајца. Да си поразговараме како маж со маж. Утре, што се вели ке владееме со земјата, па да чуеме некоја мисла еден од друг. Да видиме како е најдобро да се владее и да им биде подобро и на богатите и на сиромашните, нели? Ќе биде така како што гостинот ќе каже. Така е. Од кога подпишавме, не си ми повеќе душман, туку гостин. При се што ми спотепа толку многу војска, не можам да ти се лутам. И нема зошто да ми се лутиш. Јас си го бранев своето. Само едно не можам да прежалам. Кога те гледам ваков низок, слабичок, слабодушен, не можам да прежалам тоа што ме победи и ме фрли на колена. Мене силата ми доаѓа од тоа што си го бранам своето. А ти го сакаш туѓото. Да. Умен си. Во тоа е работата. А секаде сила не помага. Не помага. Знаеш што? Ајде да си ги смениме капите. Не. Јас милувам да ја носам само мојата капа на глава. Јас досега ваква капа не сум пробал. Може да ја пробам? Не, јас не... Така и си мислев. Девојка. Мома војник. Те познав уште по гласот, само не бев сигурен.
како сега да се носам со овој срам, ја изгуби војната и тоа од девојка. И тоа каква? Само не беше убаво ова што го направи. Абе, шо е ова, синко? Отиде со Машко, се враќаш со девојка. Каде е јунакот што не победи? Ете го, татко, пред тебе. Женско не надви. Сега што ќе правиме? Амори, керко мила, за што му кажа? Ама татко, тој знаеш, ми е симна капата и... Сега јас сакам нешто да те прашам. Иако треба прво татко ти да се праша. Бидува. Сакаш ли ти да се омажиш за мене? Оти каде и да одам, каде и да барам ваква девојка како тебе нема да најдам. Ем убава, ем умна, ем јунак. И јас го замилував татко веднаш штом го видов. Но пусто Машко бев, па морав да молчам. Јас сакам да се мажам со него. Но барам дозвола прво од тебе, татко. Ако ми вети царот, дека поиќе нема да започнуваат дженгои, ниту со мене, ниту со други цари. Ветувам. Не може така да биде. Ние сме постари. Епа, не бива таа да ме пререди. Во нашето царство има многу убави големци. Ако сакате, ќе ве омажиме и вас. Сакаме! Па како сакаме? Такви царства сакам, бре. Со убави јадења, со мир, со убајни, а не со дженгои, војни. Нека е на